Жител на едно мало место во Истоков огорчен му ја враќа назад фотографираната гледка на газдата кој е собственик на објектот, што го фотографирал со својот апарат со намера да ја стави убавата гледка во својот албум за пехчево. Нашиот гледач во писмото што го доби ТВ Стар објаснува дека во одушевувањето од погледот на влезот во фабриката и реновираната управна зграда и нејзиното овековечување со апаратот го ставило во сценарио како од крими филм, па човекот добил закани навреди, бил следен со црн џип и сето тоа поради фотографираната убава гледка. Одеднаш од задграб слушам: "Еј ти, дојди тука", со груб глас. Се вртам и повторно слушам: "Ти бе, дојди тука." На долниот прозорец од управната зграда го гледам газдата, бизнисменот од Штип, кој дојде да го препороди пехчево. Како налутено ме вика. Сето ова ме асоцираше на тоа дека тој е собственикот на сето она што е задо градата, па си реков, што ако случајно вдишев од воздухот од задо градата, дали и тогаш ќе реагираше исто. Но непријатноста за нашиот гледач не завршува со ова. Газдата почнал да го следи со џипот по Пехчевскиот булевар. Признавам, бев исплашен и мислам дека овој во џипот беше спремен на се. Од страв не можам да се сетам што точно ме испрашуваше, но знам дека додека не му објаснив кој сум и што сум, немаше намера да ме остави да си одам дома. Нашиот гледач од сета оваа ситуација многу се исплашил, па се откажува од задоволството да ја има фотографијата и по имейл му ја враќа фотографијата на газдата. Но овој човек има пораки до другите газди, кои со своји инвестиции доаѓаат во малото Пехчево. Па господа бизнисмени, навистина ви завидувам што само вие го имате тоа задоволство да уживате во овие прекрасни гледки. Јас и граѓаните на Пехчево, кога ќе поминуваме покрај нив, ќе се вртиме на другата страна, за случајно да не ви одземеме нешто што е ваше, па да се доведеме во непријатна ситуација во каква што се најдов јас. Вели обичниот граѓанин на едно мало место во Македонија.